Модерниот начин на живот и симнувањето на границата на поимањето на моралните вредности, инаку карактеристични за овие наши простори, а најмногу условени од слободниот пристап до социјалните мрежи, како и од заминувањето во странство на едниот или на двајцата брачни партнери, рапидно ја зголемуваат стапката на разводи во прилеп. Според евиденцијата од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, споредено со минатата година, годинава бројот на разводи бил зголемен дури за 30%, а најчести причини за тоа биле токму погоре споменатите, појаснува психолог Убавка Шипинковска. И тука особено е критичен моментот кај дел од младите, не кај сите сигурно, кои што навлегувајќи во таа комуникација виртуелна, навлегуваат дури во формирање на партнерски врски врз основа на виртуелната комуникација, заборавајќи на тоа дека веќе имаат семејство на кое што треба да му посветат поголемо влијание за да истото се одржи и за да одговорат на родителската улога која што по биолошки пат веќе ја стекнале. Знаеме дека сега голем дел од младите се во странство, дали еден од семејството или едниот родител или двајцата се во странство. Ако едниот е во странство, едниот останат тука, оддалеченоста просторна носи оддалечување и во меѓучовечките односи, во партнерските односи. Според Шипинковска, не е за занемарување и исклучувањето на малолетните бракови или на оние во поодминати години кои многу често завршувале со развод и тоа уште во првите години од брачниот живот. Мислам дека треба повеќе да се работи, меѓутоа таа советувалишна работа или работа низ целиот систем на едукација на младите уште од најрана возраст во кој треба да се воведи потенцирање на семејните вредности, воопшто да се обрни поголемо внимание на системот на вредности. Мислам дека многу малку се зборува, се обрнува внимание и во семејствата, значи, и во училиштето, во образовниот систем на вредностите. Исто така, загрижувачки е и тоа што младите прилепчани се потешко се одлучуваат на брак, а се поголем е и бројот на оние кои се исселуваат надвор од земјава, така што од година во година се помале и бројот на деца кои се запишуваат во училиштата.